Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Во 5 часот наутро се вклучил алармот. Хадсон Тейлор станал. Толку рано? Зошто? Сакал да има многу време да може да ја чита својата Библија без одвлекување на вниманието. Ова му била првата лекција за обука, затоа што сакал да биде мисионер. Освен ова, почнал да се занимава со спорт за да биде физички подобар. Така било пред 150 години. Хадсон Тейлор го сакал Господ Исус и сакал да биде мисионер. Здраво, пасторе. Може ли да ми зајмиш книга за Кина? Зошто книга за Кина? Исус сака да биде мисионер таму. А како ќе отидеш до Кина? Се уште не знам. Ќе му се доверам на Господ Исус, тој ќе ме води. Да се има доверба во Исус е многу важно. Можеме да научиме да го правиме тоа. Хадсон Тейлор направил договор со Исус што ќе му помогне. Господе Исусе, само од Тебе ќе го барам тоа што ми е потребно. Хадсон не бил богат. Еднаш, единствените пари што ги имал биле половина круна, чија вредност е околу 150 денари. Како и да е, бил среќен и ги посетувал сиромашните луѓе. Господине Тейлор, те молам дојди и моли се за мојата сопруга. Многу е болна. Хадсон дошол со човекот во мала, нечиста просторија. Кога ги видел гладните деца и смртно болната сопруга, се молел за нив и им ги дал последните пари. Тој му кажал само на Господ Исус дека нема храна за ручек. И Исус ја наградил неговата доверба. Чудото дошло по пошта. $12 од анонимна личност, а болната жена оздравела. Хадсон работел за доктор Харди. Тој бил добар лекар, но заборавлив човек. Господине Тейлор, дали веќе ти ја дадов платата? Не, Многу се извинувам. Само што ги однесов сите пари во банка. Треба да ме подсетуваш. Но тоа би било против неговиот договор да му каже само на Исус што му треба. Но како ќе ја плати сега киријата? Доктор Харди дошол уште еднаш во просторијата за прием. Еве ја твојата плата. Само што дојде пациент и сакаше веднаш да си ја плати сметката. На овој начин Исус се грижал за Хадсон. Тој се грижи за секого кој има доверба во него. Подоцна Хадсон студирал медицина. Во универзитетската болница му се случило нешто страшно. Ке слушнеш за тоа во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!